Македонците во Бугарија се под голем притисок со години. Тие сакаат да докажат дека сме бугари, но ние сме македонци. Ние не сме ниту сепаратисти, туку само си ги бараме основните човекови права. Ова е ставот на македонците од Бугарија кој што велат дека нивната желба е потврдена и во 14 пресуди од судот во Страсбур. Те, за да си прикријат геноцидот на македонците, говорат за сепаратизам. Ние не искаме ништо друго, искаме си македонските права, човекови права. До сега нито еден македонец не е осуден, не е накажан за нешто нередно. Притисоците врз нас са големи. Психички се опитват да не попречат, къде физички. Страх меѓу македонците да не ги избркаат од работа. Позитивно ја оценуваат средбата на Пендаровски со представниците на Омојдин Пирин, но бараат поголема поддршка од Македонија во остварувањето на нивните права во Бугарија. Да ни помогнат да можеме спокојно да си ги чувствуваме и македонските национални права во Бугарија. Сакаме да изучаваме македонска историја, на македонски јазик, да гледаме македонска телевизија. Това ни е многу необходимо да имаме. Ние не може да гледаме македонска телевизија тука. Ниту слушаме македонско радио. Единствено притисоци немале вчера кога слободно положиле цвеќе на споменикот на Гоце Делчев во Благоевград. Инаку под голем притисок и пропаганда од Бугарија биле и македонците во Албанија, каде поради страфот вето за ЕУ, Албанија и дозволувала на Бугарија да врши асимилација на тамошните македонци. И целата сега таа кампања на Бугарија е насочена за денационализација на македонците во Албанија и од тоа нема никакви реакции од албанската страна. Албанија има оставено дврзани раци на Бугарија слободно да шири својата пропаганда. По закон се призна бугарско малцинство, но во тој закон не пишува каде е малцинството и албанците не фигурираат, бугарите не фигурираат во ниту еден попис во Албанија. И затоа во ова година во октомври имаме попис во Албанија, ќе се спроведи попис, затоа цела ова активност на Бугарија за да прикажат бугари во регионите каде што живеат македонците. Македонците пак од Грција велат дека после Преспанскиот договор можат слободно да се нарекуваат македонци, но сепак сметаат дека иако тоа е добро за нив, за Македонија тој договор според нив бил штетен, но како и Бугарија и Грција во моментов не признава малцинства во својата држава. Преспанскиот договор, ако не самени се уставот, ќе беше многу убав. Тоа е до македонските политичари се покажаа не добри. За друга работа за нас е добар, оти за сега кој ќе ми рече на мен скопјаниц, можам да го судам и ќе биде осуден од судното грчко, кога ќе го носам судно. Сега не може никој да ми рече скопјаниц и да ми рече слабомакедонец, тие веќе се сфрашија. Тајна добра страна од Преспанскиот договор. Граѓанската организација Не има во Прилеп ја организираше 22-та семакедонска средба по повод роденденот на Гоце Делчев. Бараат итен прекин на преговорите со Бугарија. И бараме формирање постојано тело при владата на Република Македонија, која ќе дава поддршка на деловите на македонскиот народ кои живеат надвор од границата на Македонија во остварувањето на нивните права во државите каде живеат. Заклучоците од овие средби, како и секогаш, во писмена форма се доставуваат и до владата на Македонија.